Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Цела недела ВМРО-ДПМН и Мицковски одбиваат да ја потпишат резолуцијата со која јасно и недвосмислено би се спречило прифаќање на мигранти за пари во Македонија. Зошто? Едноставно, затоа што договор има. Да немаше скриени агенди и дилови под маса, резолуцијата одамна ќе беше потпишана. Денеска го разоткриваме пеколниот план на ВМРО-ДПМН. Национално предавство за пари. Во буџетот нема пари. За прв пат во историјата, утре, 15 декември, се затвара трезорот. Државата доцни со сите исплати. Нема пари за плати, нема пари за пензии, нема пари за социјална помош, нема пари за породилно, нема ниту пари за поврат на ДДВ. Дупката изнесува најмалку 1 милијарда евра. Но, власта не се грижи за граѓаните, се грижи само за себе. За бизнисите со наместени тендери, за криминалот и за пумпање пари од буџетот, очајно им треба свеж кеш. Затоа ја продаваат Македонија. Затоа прифатиле мигранти во пакет со кредити од 6 милијарди евра. Паралелно, ВМРО-ДПМН спроведува намерна изолација и ја држи Македонија надвор од Европската Унија. Не за заштита на националните интереси, туку за свесно оддалечување од Европа. Изолацијата е нивна стратегија. Без Европска Унија, без европски контроли и без европско правосудство, полесно се краде и нема одговорност за никој. Македонија сака да ја претворат во црна точка на Европа. И тука влегуваат мигрантите. 27 земји членки на Советот на Европа јавно бараат ревизија на Европската конвенција за да се олесни депортацијата на мигранти. Каде ќе одат тие луѓе? Во земји надвор од ЕУ, како Македонија. Доколку во Македонија се донесат мигранти, осудени за сериозни кривични дела, тоа ќе значи директна закана по безбедноста на државата. Во исто време, тоа целосно ќе го закочи европскиот пат, затоа што со евентуален влез во ЕУ повторно би се отвориле вратите кон Унијата, нешто што европските земји сакаат да го спречат. Затоа на ВМРО-ДПМН и одговара Македонија да остане изолирана. Ова е нивната вин-вин ситуација. Британија депортира мигранти за пари, а ДПМН добива изолирана држава во која непречено продолжува кражбата. Губитници се само и единствено само граѓаните и иднината на Македонија. Затоа имаме обврска да се спротивставиме. Одбраната на Македонија започна и нема да престане. Ви благодарам.